Студот попушти, ама сега ќе не смрзнат сметките. За 10 дена се потрошија струја, вода и дрва како за цел месец. Најмногу по џебо ќе осетат оние кои се затоплуваат на струја, па наместа едно, на ладното вклучија 2, па дури и 3 грејни тела. Јас се играам на струја и имам голема потрошувачка. Месечно плаќам по 4.000 дарки. Се ми на радиатори на масло. Ништо подобро не беше ниту со потрошувачката на дрва. На дрва се греам. Има зголемено, на минут 17 не можеш да очекуваш дека нема да се... Едно дрва ако се ставал 5 сега, тоа 5 кубика трошам обовесно, сега може и повеќе ќе потрошам. Екстремно ниските температури и опасноста од замрзнувањето ги одвртеа славините, па потрошената кубикажа на вода не е мала. Тече си водата, по цела ног си тече водата, испукаат цевки, се живо. Тече си цела вечер, саато си врта. Колку точно студот ќе ги удри граѓаните по џебот, допрва ќе се знае. Калкулациите ги прават и граѓаните и компаниите. Првичните груби пресметки покажуваат дека сметките за вода и струја ќе бидат и до 50% повисоки од нормалните. Во просек, секое семејство ќе плати по 2 до 3.000 повеќе за комуналии. Многу полошо ќе поминат оние кои останаа со замрзнати цевки поради студот. Од денес почна одмрзувањето, но и пукањето на цевките, што е дополнителна нервоза, работа, но и трошок.